Од неодамна во Институтот за јавно здравје се отвори психолошко советувалиште за деца, млади и адолесценти. Какви услуги нуди ова советувалиште, каква е заинтересираноста досега, одговори бараме од директорката на Институтот за јавно здравје, Марија Андоновска. Директорке, веднаш на почеток да ве прашам, какви услуги нуди психолошкото советувалиште за деца, млади и адолесценти и каков е пристапот во третманот? Прво да кажам дека од самиот почеток менаџментот одреди своји приоритети, оние работи кои што сметаме дека се неопходни за граѓаните, за пациентите, така да меѓу тие работи и новитети што ги реализиравме во овој центар беше и психолошкото советувалиште, од причина што се почесто имаме деца, адолесценти, родители кои што имаат одредени стравови, се јавува некој тип на анксиозност, се јавува одредени проблеми со учењето, проблеми во семејството, во училиштето, во средините каде што функционираат и слично. И целта на ова советувалиште е да дадеме, да го напредиме менталното здравје, да го заштитиме менталното здравје, да им дадеме поддршка на сите овие кои што имаат потреба за сето тоа и тоа да го направиме во едни вакви услови, каде што се по сите можни стандарди, нели да се избегне оној болнички стереотип на простории, туку да имаме едни сосема стандардни услови каде што корисниците ќе се чувствуваат многу побезбедно и заштитено и ќе можат нели да ја постигнеме целта за која што тие се дојдени во ова советувалиште. И она што е многу важно, една од причините беше да овозможи државата еден ваков центар, бидејќи понекогаш родителите се соочуваат со финансиски бариери, не секогаш можат да се дозволат приватни услуги во вакви или слични центри. Ова е местото каде што сега можат сите оние кои што имаат потреба преку својот матичен доктор да си закажат термин во ова советувалиште. Каква е заинтересираноста досега? Имате ли бројки и за кои проблеми најчесто доаѓаат во советувалиштето? Па вака, како што споменав, не може се да помине само со една посета, нели, доколку сакаме да успееме во она за кое што е намената, потребни се почесто повеќе посети и секако првата посета не трае кратко. Трае минимум од 45 минути до 1 час, некогаш има потреба и тие посети да се повеќе. Ова го кажам од причина што термините се помалце, бидејќи денот засега работиме само во прва смена, но имајќи го ова во предвид, планираме да ги прошириме нашите капацитети и кадровските капацитети, така да може да планираме во иднина да отвориме и втора смена, каде што би овозможиле на што повеќе корисници да ги користат овие услуги. Можеме да заклучиме дека навистина има интерес. Има интерес и затоа не можат да бидат повеќе од 5-6 пациенти во текот на денот. Какви се вашите очекувања психолошкото советувалиште на долг рок да придонесе за психички здрава, стабилна младина и прогресивна младина? Дали се тоа и вие за што се заложувате ќе вроди со плод? Јас верувам дека секој новитет, особено што е направен или реализиран со некаква причина, сигурно ќе даде резултати, барем за оние кои што ќе ги посетат ваквите центри, така да верувам дека целта ќе ни биде на крај оправдана, но сепак не може се да заврши само со еден центар. Нели, потребно е да бидат отворени повеќе центри, а секако и граѓаните, корисниците и слично, дека треба да ги чувствуваат овие простории како своји и навистина кога ќе почувствуваат дека имаат некаква потешкутија, дека најнормално е да се дојде во еден ваков центар, да се побара поддршка, е многу подобро отколку понатака да се соочуваат со проблемите со кои што ги имаат. Директорка Андоновска, ви благодарам за овој краток разговор за вестите на телевизија Алфа. Благодарам и на вас. Да, тоа беше разговорот со директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска. Можеме да заклучиме дека навистина психолошкото советувалиште, кое што од неодамна е отворено, ќе придонесе за здрава, стабилна психички и прогресивна младина и да се надеваме дека еве овие
појави на врсничко насилство, пред се што ги имаше многу во изминатиот период, ќе се намалат и да потенцираме дека сите оние заинтересирани можат преку својот матичен лекар да се пријават во советувалиштето. Студио